нормална појава, вие вас, да ви речам, моментално нема ништо тука, и сега да земам да го тргнам ова и да ви извадам пари да ми спопаѓаат од овде. Да ве прашам нешто. Во денешното општество ви изненадува нешто? Ние во судница нема да расчистуваме дали е нормална појава некој да чува пари во зим, дали Ѓоко Ристов има врска со парите, од каде се парите. Но јас имам договор овде каде што продал имот за 382.000 евра. Можеме да видиме што пише во тој договор, ако не ви е проблем. Договор за пренос на удел станува збор овдека помеѓу Донка Ристов од Неготино и известен XY личност. Истапувачот го пренесува својот удел на стекнувачот на уделот со надомест за цена од 448.000 евра. Овдека единствено што ми докажавте дека Донка продала удел од фирма на Трајко, ќе го речеме вториот, и видовме дека имало трансакција на пари од Трајко кај Донка, но не видовме дека тие пари се подигнати, дали се уделите пријавени во Управа за финансиско разузнавање, дали се проверени, мора вело да има трансакција и уплатница мора да има. Ова може да ви биде само алиби за дека парите постојат, а дека парите се подигнати немате некаков доказ во моментов, ниту пак тврдите дека имате. Тоа е па и поинтересно. Така е. Добро. Значи немате доказ дека парите се подигнати.